Една маска со благородна идеја, едно одделение на чело со наставничката и родителите и десетици патувања. Од Струмица преку Радовиш до Скопје и Лесковац патуваше овие 6 месеци карневалската група Пчелин рај од основното училиште Видое Подгорец од Струмица. Раководителот на класот и на целиот проект, наставничката Сонја Цицимова, вели дека иако биле уверени во благородната идеја и забавната и едукативна компонента на маската, сепак не очекувале волкав интерес и волку многу патувања. Во март беше Струмичкиот карневал и веќе во април јас извадив една хронологија на нашите гостувања. Маската Пчелин рај, поддржана од Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, беше на Пробиштипскиот маскенбал и таму беше наградена. Веќе во мај ја поддржавме манифестацијата Радовишки маскенбал, каде бевме наградени како маска со најубава порака. Во јули, преку Организациониот одбор, нашата маска патуваше за Лесковац, каде се дружевме со маски од бившите простори и од други земји, да кажам, Италија, традиционални гости, едно убаво искуство за сите нас. Во август ја поддржавме манифестацијата Меден Радовиш, каде локалните производители ги изложува своите производи од мед на штандови, еден интересен настан, активност. Учествувавме понатаму во септември на Тиквишкиот гроздобер, во повеќе денови организиран. Еден од деновите беше организиран и Тиквишки карневал, каде како парада од повеќе маски, масовно од училиштата, од градинките излезени деца. Бевме и ние учесници, имавме можност и таму да ја представиме својата кореографија и да ја испратиме својата порака. И последниот минатиот викенд беше нашиот настап на фестивалот на Цивика Мобилитес. Во однос на последното настапување, ни беше укажана огромна чест да го отвориме фестивалот на Цивика Мобилитас на покана на Македонската асоциација за земјоделски здруженија. Нашата соработка, како дојде до тој настан, до тој настап, беше всушност спојница. Нашиот партнер во нашата маска Пчелин рај, всушност Ѓорги Антонов и пчеларската задруга Пчелин рај застана, ја препозна нашата убава идеја, ја поддржа и како партнери во самата изведба ни позајмија, ни овозможија да имаме пчеларски реквизити и задолжително пчелките после секој настап на публиката подаруваат мед од Пчелин рај. Ни беше укажана особено голема чест да ја представиме нашата маска, нашата кореографија и да ја испратиме нашата порака и пред официјални лица, како например швајцарската амбасадорка Вероника Улман, пред амбасадорот на ЕУ Дейвид Гир, со кој имавме можност и да се фотографираме, но и да размениме во кратка дискусија околу значењето нашата маска, каде патувала, беа воодушевени од нашите изработки и традиционално почестени од пчелките со медот од Пчелин рај. Во идејата учествувале и родителите кои освен во осмислувањето, земаат и практично учество во рачната изработка на маските. Секако без поддршка на родителите во стартот немаше да биде остварлива, бидејќи во неколку наврати, јас веќе имам спомнато, децата кога прв пат настапија на големиот Струмички карневал беа четврто одделение. Значи, еден од условите за да бидеме маска со деца на таа возраст беше и учество на родители. Масовно тогаш, секогаш нашето представување со учесници во категорија до 50 и верувате, 50 учесници за нас не беше проблем.
апелирам сите родители ја дадоа поддршката како со учество, така и во делот на изработките. Прераснува тоа веќе во една навика и кај возрастните, со убаво ние кога патуваме заедно, се дружиме и возрастните и децата. Сакам да кажам дека крајот на карневалската сезона 2022 и планираните настапи од Организациониот одбор на Струмичкиот карневал веќе се завршени, па овој викенд, освен настапот во Скопје, целата маска Пчелин рај направи една убава дружба во прекрасното Крушево. Времето беше на наша страна, прекрасно време, прекрасни спомени создадовме таму, со надеж и очекувања за нови патувања и нови доживувања. Но, освен идеите, родителите вложувале и од своето знаење за да ја осмислат маската и настапот. Така Билјана Атанасова, која е доцент на Факултетот за земјоделски науки при УГД, зборуваше за важноста на пчелата за природата. Па првично идејата, најпрвен ќе кажам дека маската постои уште од 2020 година, мислам дека почнавме да ја работиме и тогаш беше актуелен филмот Медена земја и Атидже, така да првичната идеја за маската ни дојде од филмот. Меѓутоа, после промоцијата на филмот се актуализира и значењето на пчелата како инсект во нашето секојдневие. Имено, пчелата е значајна за целата планета, затоа што таа е инсект која што врши опрашување на растенијата и секако помага во нивното размножување. Можам да кажам дека 1/3 речиси од храната која што ние ја консумираме не е резултат на пчелата, меѓутоа со нејзнина помош ние добиваме храна која што секојдневно ја консумираме. Така да, е забележано дека во последно време навистина се намалува бројот на пчелките, односно се намалува популацијата на пчели, што зависи од нас. Значи ќе кажеме дека пчелите не зависат од нас, меѓутоа ние зависиме од нив. Зошто? Затоа што тие се еден значаен сегмент од нашата исхрана, од нашето секојдневие. Така да мораме да ги заштитиме пчелите, затоа што во иднина ќе немаме едноставно храна. Со тоа, наше представување всушност на пчелките, ние ја дадовме и таа порака до сите луѓе и да не кажам во светот, за вредноста на пчелата како инсект. Ние таа порака всушност ја спакувавме во една песна, па ако не е проблем, јас би сакала да ја прочитаме. Тоа е песната Пчелин рај и таа оди вака. Каква убава приказна, еј луѓе мои, љубовта кон пчелите во љубов ги спои. Тоа се Хани и Тони од нашиот крај, кои историја за себе еден пчелин рај. И дури во љубов за раце се држат, секој ден тие со пчели се дружат. Тука има матица, па и еден труд, и цвеќиња многу во најубав цуд. Ливацки мед, кошници полни, за дечења здрави, за луѓе болни. Од тоа што пчелите го прават вешто, никаде нема повкусно нешто. Но не е бре луѓе се до медот, мора еднаш да се знае редот. Хани и Тони лекции ни делат и со молба јасно ни велат. Кому му пречат, пчелите што зујат, та некои луѓе везден ги трујат. Тие што храна ни даруваат здрава, имаат своји барања и права. Светот мора веднаш да свати, дека за злото данок ќе плати. За некој брзо ќе дојде крај, ако го сруши пчелиниот рај. Јас би сакала да кажам дека ние луѓето ги познаваме пчелите можеби само како производители на мед, нели? Со тоа што тие медот го произведуваат првично за да сами се прехранат во текот на зимските месеци, нели, кога нема храна, кога нема цветови и така натаму. А од друга страна, значењето на пчелите е можеби поважно како опрашувачи на растенијата, кои што даваат производи, кои ние ги консумираме. Ваквите идеи ги поддржува и училишната управа. Тања Црвенковска, која е родител во одделението и дефектолог во училиштето, зборува за важноста од меѓусебната соработка. Не само што соработуваат родителите, како соработуваме со други
воспитно-образовни институции, соработуваме со невладени организации, соработуваме со институции од културата, од стопанството и на тој начин се вмрежуваме. Од оваа соработка прераснуваат пријателства и секако онаа најбитното, бидејќи ние сме воспитно-образовна институција, им укажуваме на дечињата како се стекнуваат, меѓутоа и негуваат и знаења и вредности за традицијата, за обичаите, онаа најбитното, културните и естетските вредности ги градиме низ учество во вакви во наставни активности. А ако ме прашувате како родител, верувајте, тоа е многу големо искуство. Најпрво, онаа слободно време во кое што во денешното време не е баш многу големо, меѓутоа ваквите средби во дружба со родителите ги искористувавме за да ги направиме маските по-уникатни. Секое делче кое што го изработувавме со многу љубов и внимание и многу споделувавме искуства и од приватниот живот. Меѓу нас се развија нишки кои се надевам ќе ги негуваме и понатаму, бидејќи како што расте децата, расте и амбициите. Ние учествувавме како група, оделение, уште од прво оделение на детскиот карневал, меѓутоа како растеа нашите дечиња, растеа и нашите желби за учество на струмичкиот карневал. Па ете во четврто оделение заеднички учествувавме. И не застануваме тука, се надевам како ќе растат дечињата, ќе им даваме поддршка и понатаму тие како возрастни личности да го збогатуваат учеството на струмичкиот карневал и да ја негуваат традицијата. Големо е значењето, најпрво еве вака за нас како училиште, тоа е голема промоција на училиштето, затоа што ваквите учество на групата не само на струмичкиот карневал на локално ниво, меѓутоа учеството и на државно ниво и вон границите носи промоција на училиштето. Значи, на тој начин ние подигаме свеста за придобивките кои што ги добиваат учениците во воспитно-образовните институции. И секако тоа е поттик за нас како воспитно-образовна институција да уште повеќе вложуваме напори, да ги поттикнуваме за учество и останатите ученици, на тој начин да негуваме вредности на сите полиња, значи традиција, културни, естетски, секоја збогатување на комуникацијата со локалната и општествената среда. Целта е да се овозможи правилен развој на децата, едногласни се и родителите и наставниците, но и училишната служба. Да им се даде можност за непосредно учење, за стекнување вредности кои ќе ги негуваат и кога ќе излезат од училишните клупи. И по 6 групни маски и доаѓа една поединечна. Во отсутство на пчелките, благодарим што вие како телевизија изразивте интерес за нашата маска. Во име на сите пчелки ви упатувам голем поздрав и нешто кое сакам да го имате за себе и да го пробате вкусниот мед кој тие го собираат и го поклонуваат редовно на публиката, а во спонзорство, да кажем, од нашиот партнер Пчелин рај. Ви благодариме многу. Ова прекрасна кошничка ќе го краси нашето студио, просториите на телевизија Вис и се надеваме дека следната карневалска година повторно ќе сведочиме на големи успеси на вашите карневалски креации, се разбира со нови пораки кои што ќе не облагородуваат и забавуваат. Да, секако се гледаме во друга прилика.